Со почитување на заштитните протоколи започна второто полугодие со физичко присуство на учениците во Основното училиште Андреа Савески Ќиќиш во Тетово. Училиштето е обезбедено со доволно простори, сите ученици и наставничкиот кадар носат заштитни маски, а наставата започна без никакви проблеми, велат од училиштето. Учениците, наставниците, помошно-техничкиот персонал во нашето училиште задолжително носат заштитни маски во затворен објект. Значи, во нашето училиште адаптирани се два влезови, каде што едниот влез е погоден за учениците од првиот спрат, а вториот за учениците од другиот спрат, да нема мешање помеѓу учениците, а да нема мешање помеѓу класовите. Значи, на секој влез имаме распоредено редари, тоа што нивната одговорност е да го контролираат редот при влегувањето на учениците. Задолжително се мери температура при самото влегување и се врши дезинфекција на рацете. Учениците помалку и не смеа да ги користат големите одмори, се практикува храна да земаат на почетокот од започнувањето на наставата или пак да биде спремена од дома. Често пати се проветруваат училниците, значи се дезинфицираат подовите, клупите. Имаме распоред исто така за време на влегувањето на учениците од втора смена, значи половина час пред да влезат, нашите училници да бидат безбедни, дезинфицирани, за да учениците бидат безбедни и се чувствуваат заштитено. Нема групирање помеѓу класови, нема поделенија, нема поздравување и гушкање. Училиштето има и протокол за постапување во случај некој од учениците да пројави симптом на коронавирусот. Во случај да се појави сомнеш доколку некое дете е заболено од ковид или пројави некој симптом, задолжителните редари кои што се во тој ден поставени како дежурни или пак наставничката за време на часовите, должни се да не известат нас стручните соработници, така што како да постапиме понатака. Ние веднаш ученикот го изолираме и во нашето училиште има посебна ковид просторија каде што таквите дечиња ги изолираме, се сместуваат во таа просторија, ние постапуваме согласно алгоритмот за постапување, ја известуваме епидемиолошката служба и секако понатаму ни дава насоки како треба да постапиме со тој ученик. Искуството од првото полугодие ни овозможи да докажеме дека и самите училишта не се трансмитери на зараза. Тоа го докажа со тоа што во прво полугодие ние имавме многу мал број на заразени ученици, можам да ги набројам, може и 3 до 5 ученици, но таа зараза не се однесуваше токму во училиштето, туку надвор. Би сакала да апелирам до сите ученици да одговорно се однесуваат и ова второ полугодие. Значи, тоа одговорно однесување е неопходно да го почитуваат и надвор од училишните објекти, само на тој начин би се заштитиле од овој вирус и сето тоа би ни овозможило да имаме квалитетна едукација на учениците преку настава со физичко присуство. Во училиштето во моментов настава посетуваат 284 ученици, а наставата се одвива во 2 смени.